Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во Прилеп општината предвиде 40 милиони денари за реконструкција на 20 километри патна инфраструктура. Над 200 лица во регионов корисници на здравствени услуги наменети за ранливи категории од проекти преку Австриското Министерство за труд и социјална работа. В недела ќе се одржат трки Крали Марко Трајлс по патеките на Крали Марко во близина на Прилеп. Времето денеска облачно со дожд, грмежи и град. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на фејсбук страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски во гостување во емисијата Програма на градови на Македонската телевизија истакна дека општината преку промени на постоечкиот генерален урбанистички план прави напори за ослободување на стопанството во градежните активности. Искористени се сериозна сума на средства за општински проекти од владините средства кои се наменети за инфраструктурни проекти. Градоначалникот Продановски посочи дека ќе се поправа водоснабдителниот систем на Прилеп, инфраструктурата и улиците. Најголемиот капитален проект, изградба на кружен тек над градската река во Прилеп, кај мостот Табана, се реализира тековно и се одвиваат сериозни градежни активности со повеќе од 130 милиони денари кои што се инвестирани во проектот. Во фаза на тендерски постапки, општината е за уште еден мост на улица Победа со кој што ќе се поврзат двете фази од оваа улица, посочи градоначалникот Продановски. Со реализацијата на овие два проекти, предвидено е североисточниот дел од градот да биде поврзан со 3 нови сообраќајници, со што се очекува сериозно намалување на метежот кон центарот и населбите од овој дел од градот. Моментно се гради и во централното градско подрачје, каде се врши реконструкција на дел од плоштадот Методи Андоновченто. Австриското Министерство за труд и социјална политика во континуитет поддржува проекти од социјалната сфера за подобрување на услугите кои се наменети за ранливите групи. Сдруженијето Центар за едукација и развој активно учествува во спроведувањето на низа услуги наменети за повозрасната категорија граѓани, како што се медицинска сестра во заедницата, што се реализира неколку години во трите општини во регионот Прилеп, Кривогаштани и Долнени. Во населбата Рид во Прилеп, некогашниот општествен дом е пренаменет во дом за активно старење, во кој досега услугите ги искористиле околу 50 лица, а со нив работат 15 стручни лица за пружење на здравствени услуги. Над 200 лица пензионери и од социјално ранливи категории досега се корисници на услуги од проектите што се реализираат во повеќе општини во Македонија, меѓу кои и Прилеп.
В недела ќе се одржат 17-тите поред атлетски планински трки Крали Марко Трајлс по патеките на Крали Марко во близина на Прилеп. До сега се пријавени околу 300 учесници од 17 држави, рече Пеце Стојковски, кој што е дел од организацијата на атлетските трки. На овогодишното издание на Крали Марко Трајлс пријавени се околу 300 учесници од 17 држави. Настанот ќе биде потпомогнат од 40 на волонтери и извидничкиот одред од Прилеп, придружени од други општествено одговорни граѓани од Прилеп и Скопје. Грижата за безбедноста и здравието на надпреварувачите е препуштена на мобилен тим од спасувачи во планина од Прилеп, како и 2 статични медицински екипи. Крали Марко Трајлс изобилува со митски и духовни мотиви, кои го одземаат здивот и ве тера да доаѓате повторно. Настанот во вистинска мера го представува духовното и културно наследство на Пелагонискиот регион во Македонија. Векови подоцна, овие трки се уникатна можност да се следат стапките на Крали Марко и да се истражува и да се стане современ херој. За возраста, значи од помали од 18 години не може да видат, али тоа ме радува. На Рочито од Македонија најмногу има млади пријавени. На кратката, мислам како почетници тие се сметат, сега може ќе дојдат понатаму и на поголемите трки. А на големата 40-ката се сите возрасти. Значи нема млади, искусни и дури над 40 години. Од полициската хроника повторно пријава за семејно насилство во Прилеп, а наркотиците се се поприсутни. Полицијата приведе дилер на дрога. На 4 март во 19 часот и 30 минути во ОВР Прилеп, 78 годишникот Прилеп пријавил дека во семејниот дом по претходна расправија со неговите син и внук, внукот го удрил со вратата од дворот при што се здобил со телесни повреди. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Претрес во Прилеп пронајдена дрога лишена од слобода едно лице. Истиот ден на 4 март во Прилеп полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода СД 39 годишен од Прилеп. По претходно издадена наредба од Основен суд Прилеп, полициските службеници извршиле претрес во неговиот дом и помошните простории, при што се пронајдени и одземени марихуана, прашкаста материја, дигитална вага и други предмети. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска претежно облачно со услови за појава на ретки грмежи. Во Прилеп облачно со повремени врнежи од дожд со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до 3, а максималната достигна до 12 степени. За време на викендот и до средината на следната седмица, под влијание на поле на висок воздушен притисок, следува период на стабилно и суво време. Утре, петок, ќе дува умерен северен ветер, а во деновите потоа слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.